Лавина коментари во јавноста за водечките пораки од кампањата за локалните избори на големите политички партии. Новата ера почнува. Секогаш работа, секогаш Македонија. Живот во Македонија за сите. Се дел од слоганите воедно и пораките кои ги пренесуваат до граѓаните политичките партии. Политички аналитичари, експерти за социјални медиуми и менаџери за односи со јавност, за телевизија Нова ги анализираат слоганите и пораките на овие локални избори. Сите ќе се сложат дека слоганите се продолжение на претходните парламентарни избори, а реакциите во јавноста се сметаат за нормални, затоа што секоја навивачка група си навива за својата политичка партија. Пораките се добро формулирани генерално во својата суштина, меѓутоа работата е во тоа што повторно зависи од тоа што граѓаните ќе понудат на електоратот, многу повеќе од колку пораката која што ја праќаат. Секако таа е важна, таа се памти, таа и асоциацијата на самото гласачко ливче заедно со називот на партијата или коалицијата, но клучното е што како ветување ќе дадете пред граѓаните, колку е тоа стварливо и колку е вашиот кредибилитет кога го давате тоа ветување. Релативно се едноставни слоганите за декодирање. Во основа СДСМ настапува со истиот слоган како и на претходните парламентарни избори за живот во Македонија, со тоа што го трансформираат за конкретните општини за живот во Скопје, за живот во Берово и така натаму. И во основа тоа индицира дека тие третираат локалната кампања како продолжеток на парламентарната кампања, како да е еден заеднички политички проект со надеж дека таа енергија од парламентарните избори и политичката реалност се пренесе на локалните избори. Така ја третираат тие локалната кампања. ВМРО-ДПМН има нова ера и секогаш работа, секогаш Македонија како подслоган. И во основа тие сакаат да имплицираат дека нивните градоначалници кои се повеќе во моментот испорачале доста проекти, имаат доста резултати, а новата ера е импликација на тоа дека ВМРО-ДПМН е подготвен да се менува во согласност со новата политичка реалност, па старите работи за кои граѓаните им забележуваат да ги тргнат на страни, да настапат со некаква нова приказна. Кордалов вели за наши услови користиме доволно разбирливи пораки, кои се директни и ја кажуваат суштината. Генерално од македонски или балкански аспект гледано, пораките се кратки и јасни, меѓутоа гледано од светско, особено американско искуство, кај нас се користат малку подолги пораки од вообичаеното. Меѓутоа, важното е следно. Што се крие за таа порака? Која е нашата програма? Кои се нашите конкретни заложби? И што е она што ние како кандидати или пак како политички партии ветуваме дека ќе го направиме во тој период и особено имаме основа да ни поверува електоратот во тоа и да не поддржи. Релативно концизни и јасни се пораките кои се пренесуваат преку слоганите на политичките партии, кои се фокусираат на локалните ветувања. Релативно се концизни слоганите, и релативно се јасни пораките кои сакаат партиите да ги пратат, кај СДСМ е таа уште појасна комбинација, веќе се работи за еден слоган кој е пак и ист со претходниот, и тие веќе го имаат разработено тој политички наратив, така што нема потреба дополнително да го доразработуваат за електоратот. А кај ВМРО-ДПМН е исто така релативно концизен слоганот, бидејќи се однесува на две нивоа, едното е централна нова ера, и едното е за локални резултати на градоначалниците, така што мислам дека слоганите доволно добро комуницираат со електоратот. Од маркетинг агол пак Љупка Наумовска вели не е само слоганот кога се реализира една маркетинг кампања. Има низа правила кои треба да се почитуваат за интегрираниот маркетинг концепцијски микс, без разлика дали се промовира политичка партија или пак продукт. Од прва се забележува дека слоганите се поприлично јасни. Едната страна укажува на амортизирање на социјалните разлики во животот и во благосостојбата на народот, односно кон изедначување на слоевитоста, класната слоевитост, а другата пак страна очигледно смело алудира на еволутивни промени, односно лекции научени од последните изгубени избори. Во самата политичка кампања на двете политички партии, Наумовска посочи и негативности. Оно што е погрешно што двете кампањи веројатно не сакајќи наликуваат една на друга и обичниот гласач скоро и визуелно да не приметува разлика во стилот, боите и изразот естетски во дизајнот на самите кампањи, особено во дизајнот на билбордите, каде што вниманието да го забележиме билбордот ни е само неколку секунди. Она што го порачуваат експертите е кандидатите за градоначалници треба да се фокусираат на тоа како ќе го подобрат и олеснат секојдневието на луѓето, а вокабуларот и терминологијата со која се обраќаат кон граѓаните да биде поедноставна и поубедлива. Порачуваат да се внимава на застапеност во медиумите, тоа да биде во умерена доза,
со цел да не предизвика контраефект.